Во текот на изминатиот период на детско одделение при клиничка болница Штип забележан е пораст на пациенти со симптоми на грип. Според информации од началникот на одделението доктор Марина Гацова, само во текот на јануари месец евидентирани се 347 случаи. Доктор Гацова истакнува дека ова се должи на температурните разлики во текот на денот и на слабиот имунитет на децата. Тоа се деца со повисока температура, некаде и над 39 степени, која трае повеќе денови, повеќе деца од една иста фамилија или заедно со родителите, значи повеќе членови од фамилијата идат со иста симптоматологија. Некои се јавуваат на почетокот на симптомите, некои се јавуваат најчесто на нашето одделение после 3 до 4 дена од траењето на фебрилната состојба. Ние најчесто на одделението ги добиваме децата кои доаѓаат после неколку дена од лекувањето кај матичните лекари и тоа се деца кои имаат веќе компликации од првичната инфекција со ова инфлуенца. Значи со овој вирус. Така да тоа се деца кај кои инфекцијата веќе е спуштена над белите дробови, се јавуваат во состојба на обструктивен бронхит или пак на воспаление на белите дробови, односно пневмонија. За да не дојде до оваа состојба, доктор Гацова со апел до родителите како да се спречи влошување на состојбата и заболување на долниот респираторен систем. Еден апел до родителите да сватат дека болеста си има свој тек. Значи, текот на болеста, особено оваа состојба кога се работи за клиничка симптоматологија на грип, си има свој тек и си бара свој третман. Домашно лекување, пиење на повеќе течности, проветрување на просториите, миење на рачиња, доколку возрастните се заболени, кивање, кашлење во марамче за да не се разнесува таа капковна инфекција, значи тој вирус и на тој начин се пренесува најчесто. И сето тоа ќе допринесе голем дел од тие дечиња кои доаѓаат кај нас да не стасаат до тој стадиум од болеста. Антибиотици да или не, овде сме секако двојбени и матичните лекари ја проценуваат ситуацијата и одлучуваат во кој момент и каде треба да се вклучи антибиотик или да се оди само со симптоматска терапија. Проветрувањето на просториите без разлика дали во домашни услови или во градинка и училиште треба да се случува повеќе пати во текот на денот, со што се допринесува за прочистување на воздухот.